Почитувани слушатели, добар ден. Јас сум Стефани Денковска, вие сте на фреквенцијата на ЕСИ Радио. Овој пат, како што веќе најавивме, се случува првата емисија на Светло око. Денешен гостин е на моја огромна чест, а и на ваше задоволство, господин Жарко Селковски. Добар ден и ви благодарам што прифативте да учествувате на ова прва наша емисија. Добар ден и драго ми е, јас ги поздравувам нашите слушатели на Радио ЕСИ за прв пат на оваа емисија. Верувам дека ќе има многу вакви емисии кои што ќе се проследуваат на нашето радио. И јас се надевам за истото и се надевам дека ќе расте заинтересираноста на слушателите, како и на сите лица кои што имаат проблеми со видот. Може ли да ми кажете за некои ваши активности кои што се случува во претходниот, односно во изминатиот период? Па може, ние, например, од минатата година, преку заедницата за инвалидски организации, каде што бројат 7 инвалидски организации, каде што покренавме иницијатива за повише наши барања, едни од поглавните и приоритетните барања, ни беа за додатокот за попреченост, куѓата нега, за слепите помагалата, за ослободување, односно рефундирање на средствата за принабавка на возило, да се зголеми таа сума од 10.000 евра, барем до 15.000 евра баравме. И имаме и други побарувања. Меѓутоа, приоритет не беше тоа. Ете и минатата година, не знам колку сте запознати, меѓутоа, верувам дека наши слушатели знаат повише дека имавме и 2 штрајка. Минатата година, септември и ноември, мислам дека беше, разговараме, преговараме, се уште, значи, штрајкот е моментално ставен умирување. Верувам дека нема да имаме потреба за повторно да се собираме и да штрајкуваме, бидејќи иде у добри насоки со разговорите и преговорите со владата и Министерството за труд и социјална политика и верувам дека ќе најдеме некои решенија по овие прашања. У моментот разговараме со Фондот за здравство, за помагалата, каде што бараме да бидат метнати наши повише помагала во правилникот. Значи, сега моментално можат нашите членови да набават стапче, бело стапче за движење, значи каде што мораме ние сами да го набавиме, а после тоа се рефундираат средствата до 60 евра признават моментално Фондот за здравство. Со тоа што процедурата е прво од матичен да се земат упат до очен лекар, каде што треба диагнозата да напишат процентот, потоа идат у фондот, подружницата Фонд за здравство, им даваат потврда и со таа потврда после го земаат и пренесуваат, значи, сметка колку стапчето го било, фискална ли било што, од каде што ќе го набават и после тоа треба да им ги рефундираат средства. Супер, браво за иницијативите кои што ги споведувате во изминатиот период. Гледаме дека е доста активен Националниот сојуз на слепи лица. Исто така знаеме дека во изминатиот период пред некое време се одржа во Џенова Европско првенство за шах за слепи и слабовидни лица. Може ли да ни ги кажете вашите импресии од истото? Па вака да кажеме, прво ние секогаш, значи прво шахот како репрезентација, многу одамна, значи, учествуваме на повише првенства, кои што ги организира преку ИПЦА, таа организација, светска организација стрикно за шах, а имаме и ИПСА, каде што се организираат и други спортови, голбал, атлетика, пукање, по стрелаштво, по најнови спортови кои што се понови, така да ги кажеме, после има и фудбалот се форсира од таа страна многу, и други спортови. Меѓутоа, најзастапени сме со шахот, бидејќи моментално има некои резултати у задниве 30 на години, секогаш сме биле меѓу првите 15 у свет или у Европа. И сме учествували на Олимписки игри, на светско првенство, на европско првенство, како што кажавте. Минатата година бевме и домаќини на светско првенство, значи екипно светско репрезентативно првенство за слепи, каде што учествуваа 16 екипи.
а претходно бевме и домаќини исто така организатори на Олимпијада за слепи лица у Охрид се одржуваше 17-та година. Оваа година учествувавме на европското, како што кажавте, првенство во Италија, а тоа првенство очекувањата не беа искрено малку поголеми, меѓутоа, малку и ослабени искрено отидовме, бидејќи двајца од репрезентацијата не можеа од оправдани причини да дојдат, меѓутоа сепак најважно е да се учествува. Еден наш член кој што беше на втора табла, Зоран Костадиновски, го делеше од првото до четвртото место на втора табла, што за малку, значи за многу малку поени, буквал с поени, ја изгубивме и бронзената медала. Браво за Зоран и браво и за вас што давате нели подршка на сите тие спортски активности. Може ли сега да се навратиме на последните случувања кои што се случуваат во Кавадарци, во градот каде што до пред некое време траеше проектната иницијатива за изградба на домот на стари лица во Кавадарци? Проект каде што се инициираше, значи за изградба на дом за слепи. Ние и порано нашиот сојуз, значи има потреба од дом за слепи, каде што баравме ние и да биде тоа на централно ниво, без разлика каде да се направи или да се изгради таков дом, бидејќи имаме наши членови кои што остануваат сами од X причини и не може да се снајдат у средината кај што живеат, да не бидат сами, на некој начин да бидат згрижени, каде што тој дом нели ќе има и негователи, ќе има интернат, ќе има менза, ќе има сите услови за нормален живот. Ние како сојуз иницииравме да се направи тој дом, реално има добро и доволно простор во школото тука у Кисела вода, каде што е домот за слепи. Има простор, меѓутоа разговаравме, имаше значи разбирање од страна на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа настана некои промени со кризиве, едно друго и сето тоа скласна. Посебно ми е драго што без разлика, значи каде е да се изгради еден дом, каде што мислам дека има огромно значење и потреба за слепите. Да, браво за иницијативата, браво и за ЕСИ што даде нели таков, што се вклучиле во таков еден проект. Кажете ми, дали мислите дека има голема заинтересираност за луѓето да бидат згрижени во самиот дом? Секако тие што се сами, кои што не можат сами за себе да се грижат, нели им треба помош, секако се заинтересирани и сакаат, и ние направивме и повише средби со нашите членови таму и со други членови, нели, околу Кавадарци, и нормално заинтересуваност има, интерес има, меѓутоа сега мислам дека како што има и разбирање од општината и од градоначалникот, дека тоа ќе почне со изградба и верувам дека ќе се смести, за кратко време, дека тоа ќе се направи и дека ќе има корист нашите членови. Исто така сакам да прашам и дали имаше заедничко разбирање и соработка помеѓу Сдруженијето на слепи лица Кавадарци и ЕСИ Недис. Низ цела Македонија, значи секое здружение, каде што може да помогне ЕСИ здруженијата, каде што и го имаат својот интерес, а тука имаме интерес, се опфаќаат слепите лица и каде што е за доброто на сите, значи на слепите, пред се на слепите лица, и соработката беше огромна, каде што направивме и повише средби, нели имаше наши членови, учесници пред да се направи и за време на проектот. Јасно. Господин Жарко, дали конечно Кавадарци ќе добие таков дом? Искрено се надевам, мислам дека целата документација е направена, уште се чека дозвола и да почне изградбата и верувам дека у најскоро време дека ќе се заврши овој проект, конечно. И дека нашите членови ќе имаат можност да се пријават и да бидат сместени во тој дом. За крај би сакала да ве прашам кои се идните активности кои што ќе ги спроведете како национален сојуз? Активности
секогаш имаме и како што напоменав и претходно, како што кажавме, значи сепак останува борбата, значи иницијативата за овие додатоци кои што ги споменавме. Верувам дека разговорите продолжуваат и верувам дека у најскоро време ќе најдеме решение со владата и со Министерството за труд и социјална политика. Иначе други активности имаме исто, сакаме да сега двајца наши вработени во Националната библиотека што е за Свети Климент Охридски, каде што имаме ние дел наш за слепи, катче. И верувам дека и разговаравме, стапивме во контакт со Министерството за култура и со директорот на библиотеката, кога ќе заминат во пензија нашите членови, дека ќе се заменат со нови млади сили, дека ќе им работиме и дека тамо некои работи кои што фалат во библиотеката, пред се штампач и да се опреми и студиото за снимање на аудиокниги и уште едно работно место бараме за читач кој што ќе биде вработен, значи и да снимаме аудиокниги бесконечно. Ви благодарам уште еднаш што се согласите да бидете мој прв гост на емисијата Светло око. Ви посакувам се најдобро и ви посакувам уште многу успешни проекти по кои што ќе се залагате за доброто на сите лица во Република Македонија кои што се соочуваат со проблемот со видот. Благодарам и верувам со заеднички сили дека ќе идеме напред. Ова беше првото издание на емисијата Светло око на ЕСИ радио. Останете со нас, драги слушатели, до следното слушање.